Narode makedonski, što takvi idejsi ti, dosta večer razbudiste, svesni se nespiti. Почитувани избирачи, пред нас се уште едни парламентарни избори на 27 април. Во овие 20 годишна парламентарна демократија во Македонија, сведоци сме дека на државата не ја оди добро. Менувањето на власт на ВМРО-ДПМН и СДСМ не менува ништо. Впрочем, промената на власта во овие 20 години се темелеше на меѓусебни обвинувања за организиран криминал, за неспособност да се спроведат реформите, за криминалната приватизација, за невработеноста. И сега и на овие избори пак ги гледате пред вас истите актери од ВМРО-ДПМН и СДСМ и пак ги гледате истите обвинувања, но со ново ветување, демагошко додворување до вас, избирачите, наместо реални програми. Македонците се свесни за оваа ситуација и се повеќе бараат излез од оваа тешка состојба. И затоа сега граѓаните со право се прашуваат што и после овие избори. Ние во Народно движење за Македонија велиме за радикални промени. Ние сме длабоко убедени дека на Македонија и треба нов политички избор кој ќе донесе радикални промени. И веднаш ќе кажам дека таа одговорност не им припаѓа на политичките партии. Таа одговорност ви припаѓа вам, почитувани избирачи, бидејќи во демократијата правото на избор, избирачкото право е најсилното оружје кое го поседуваат граѓаните. Тоа значи дека ние во Народно движење за Македонија на овие избори ја бараме поддршката од граѓаните да влеземе во парламентот и на тој начин да станеме своевиден коректор на партиите кои што ќе ја состават идната влада. И не случајно го велам ова. Сите ние сведоци сме дека во овие 20 години се воспостави едно непишено правило дека во секоја влада мора да има една македонска и една албанска партија. И токму тоа овој момент, почитувани избирачи, видовме дека е на штета на македонските национални и државни интереси. Сведоци сме како македонската и албанската партија во владата постојано се оценуваат, постојано се закануваат и од тука сведоци бевме на постојани отстапки од страна на македонските партии во владата спрема албанското малцинство. Затоа ние ја бараме вашата поддршка да влеземе во парламентот и да бидеме своевиден коректор на таа двопартиска влада меѓу албанска и македонска партија. И не е претерано ако кажам дека се ќе биде подруго во државата доколку овој пат во парламентот влезе и една патриотска партија. Бидејќи да потсетам, Народно движење за Македонија во сиот свој досегашен политички ангажман беше на првата линија во одбраната на македонските национални и државни интереси. И не е претерано, пак ќе кажам дека не е претенциозно, ние всушност покажавме како се бранат националните интереси. Само да потстам во оваа прилика. Во собранието поднесовме предлог стратегија за одбрана на уставното име. Во таа стратегија даваме детално образложение на еден сеопфатен, аналитички и научно издржан пристап дека на Македонија стојат на располагање 4 меѓународно правни механизми со кои што може да го врати името Република Македонија во Обединетите нации. До државното обвинителство поднесовме кривична пријава за фалсификување на пописот во 2002 година со која албанците лажно беа прикажани во државата дека бројат 25%. Меѓутоа, за жал, таа кривична пријава се уште е закочена во фиоките на државното обвинителство. Исто така, први ја иницииравме идејата за лустрација во Македонија, но не како сегашно што се спроведува, не антицивилизацијска, перверзна лустрација, туку поднесовме иницијатива за една вистинска, ефикасна и правична лустрација. Исто така први ја иницииравме идејата за данок на богатите, со цел да ги исправиме неправдите од македонската неморална, нечесна и криминална приватизација. Исто така први поднесовме иницијатива за незастарување на кривичните дела, поврзани со приватизацијата, која идеја покасно ја прифати една поголема партија, која што ја поднесе до собранието во официјална форма. Го прикажавме срамниот прием на Македонија во Обединетите нации. Значи, со сите овие активности покажавме дека секој пат ќе бидеме на првата линија во одбрана на македонските граѓани и македонските национални и државни интереси. Исто така, во оваа прилика само накратко да кажам дека пратениците од Народно движење за Македонија во парламентот жестоко ќе се борат и за остварување на својата економска програма. За разлика од другите партии, ние овој пат понудивме економска програма со 25 конкретни мерки, без демагогија, туку конкретни мерки со кои што сметаме дека севкупно ќе го вратиме достоинството на македонските граѓани. Само да спомнам неколку. Ние во парламентот ќе побараме продажба на сите околу 30.000 службени возила кои што секојдневно во државата возат на товар на буџетот. Само една споредба.
На високо развиена Данска и Шведска, верували или не, има само 18 службени возила. Ние во парламентот, уште на првата седница, ќе предложиме намалување на апанажата од 12 на 3 месеци. Во оваа прилика за тие што не знаат да кажам дека сите функционери, еве сега и пратениците во парламентот кои што се распушти, и наредните 12 месеци ќе примаат плата без ништо да работат. Значи тоа за Македонија е голем товар за македонските даночни обврзници. Сите функционери ќе прекинеме таа пракса да се луксузираат на грбот на македонските даночни обврзници. Значи апанажата ќе ја намалиме од 12 на 3 месеци. Исто така, на првата седница на собранието ќе предложиме согласно законот за експроприација. Ќе предложиме државата да се го врати во собственост и владение државното земјиште на кое што сега се лоцирани скопските зелени пазари. Значи закон за експроприација дава таа можност. Што значи ова? Сакам да ве потсетам дека во таа криминална приватизација која што ја спомнав, некаде на почетокот на 90-те години, фирмата Скопски пазар речиси за без пари го зема целокупното земјиште на кое што се лоцирани пазарите. Само еден пример. Познатото Скопско зелено пазарче со квадратура од 3300 метри квадратни, Скопски пазар, верували и не, го доби само за 33.000 евра во таа криминална и нечесна приватизација. Од тука ние ќе направиме експроприација на тоа земјиште, ќе го вратиме назад во собственост на државата и ќе им го дадеме бесплатно на луѓето кои што работат на тезгите на Скопските зелени пазари. Значи тие трговци кои што работат на Скопските зелени пазари ќе го добијат истиот статус како земјоделците, ќе бидат субвенционирани и на тој начин бесплатно ќе ги користат тезгите на зелените пазари. Исто така во собранието ќе поднесеме закон за право на бесплатни акции. Сите ние, огромна армија на граѓани во оваа држава, администрацијата, земјоделците, студентите, невработените, во процесот на приватизација останаа без ниту една акција. А сите знаеме, посебно возрастните се сеќаваат дека тој општествен имот 50 години наназад во социјализмот го градија сите граѓани на оваа држава. Но во таа криминална приватизација, за жал, една транзицијска група од десетина транзитски бандити си го поделија тоа општествено богатство во текот на приватизацијата. Од тука сега ние со тој закон за бесплатно право на акции ќе исправиме таа неправда и на еден своевиден начин ќе ги обештетиме сите граѓани на државата. Во првата фаза ќе им поделиме акции од Елем и Мепсо и од државниот капитал во Телеком и јавното претпријатие за стопанисување со стамбени делови простор. А во наредните фази сукцесивно ќе се поделат акции и од другите претпријатија кои што имаат државен капитал. На тој начин сметаме дека барем делумно ќе исправиме таа историска неправда спрема македонските граѓани и на тој начин сите да добијат акции од државниот капитал. Исто така имаме еден сет на мерки кои што севкупно треба да ја подобрат економска состојба во државата, како на пример ќе направиме 10 годишен мораториум за набавка на мебел и возила. Исто така во наредните 10 години ќе намалиме за 50% државната администрација со тоа што сукцесивно по 5% во секоја година. Ќе го намалиме ДДВ-то од 18 на 10%, сукцесивно во наредните 10 години по 1% поен годишно. Исто така ќе направиме реформа на лихварскиот банкарски систем со кој што немилосредно се крадат граѓаните преку тие лихварски камати за високи кредити. Исто така ќе укинеме таа позната репрезентација на функционерите кои што секојдневно се гоштеваат на државна сметка. Исто така ќе направиме реформи во делот на сите тие дозволи кои што сега граѓаните ги вадат при изградба на куќи, на станови со цел поголем број млади брачни парови да дојдат до стан или пак до поевтини кирии. Исто така ќе ги укинеме поголем број на регулаторни тела, комисии во владата кои што единствено служат за згрижување на партиската војска. Ќе ги укинеме функциите заменик министер, бидејќи тие позиции не служат за ништо, освен за меѓупартиско договарање и згрижување на партиските кадри. Значи сиот овој сет мерки кои што ќе ги предложат нашите пратеници во собранието се во функција на враќање на достоинството на граѓаните. Од тука, почитувани граѓани, ние ја очекуваме вашата поддршка и на овие парламентарни избори, како што тоа го направивте на последните локални избори. Да потсетам, на последните локални избори Народно движење за Македонија освои трет изборен резултат. После коалициите на ВМРО, ДПМН и СДСМ се освоени 15.537 гласови и 9 советнички мандати. Од тука, значи сега повторно, ја очекуваме вашата поддршка, бидејќи граѓаните на локалните избори покажаа дека Македонија има потреба од нов политички избор и затоа сега очекуваме таа поддршка да продолжи и на овие парламентарни избори. И не случајно го велам ова, бидејќи Народно движење за Македонија е политичка совест на македонскиот народ. Затоа ве повикувам, заокружите го бројот 7
и гласајте за радикални промени и со тоа очекувајте овие состојби во државата кои што во овие 20 години постојано одат од надолна линија да тргнат во еден нормален правец. Ние, почитувани граѓани, во Народно движење за Македонија го правиме долго очекуваниот чекор. Сега наред сте вие како македонски избирачи за радикални промени, за окружите го бројот 7. Јас како председател на партијата ќе бидам носител во изборната единица број 1. Ви благодарам.